Мицкоски, 2 милиарди денари за образование. Намалување на прометот на услугите во првото тримесечие. Русија го нападна Киев за време на самитот на Г7. Израелска офанзива врз иранската државна телевизија. Здравствените моки на маслинките. Варезе нуди пари за млади работници. Премиерот Христијан Мицкоски најави инвестиција од околу 2 милиарди денари во Министерството за образование, која ќе опфати изградба на 7 нови училишта, реновирање на уште 20, како и изградба на 4 спортски сали и 2 студентски дома. Дел од стратегискиот билатерален договор со Обединетото кралство вклучува нов медицински факултет и студентски дом со 200 легла во Штип. Се очекува продолжување на изградбата на објектите на Финки и факултетот за физичко образование при УКИМ, како и старт на нов комплекс за Универзитетот Мајка Тереза. Прометот од продажбата на услуги во Македонија е намален за 4,8% во првото тримесечие од 2025 година во споредба со истиот период во 2024, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Најзначителен пораст е забележан во секторот туристички агенции и резервацијски услуги со раст од 20,1%. Секторот административни и помошни услужни дејности бележи зголемување од 11,4%, додека останатите сектори покажуваат опаѓање или стагнација. Во масовен руски напад врз Киев беа повредени 44 лица, а еден американски државјанин загина од шрапнел, објавија украинските власти. Нападот предизвика штети на станбени објекти, училишта и критична инфраструктура. Нападот се случи паралелно со самитот на Г7 во Канада, каде главна тема беше конфликтот меѓу Израел и Иран. Лидерите на 7 најразвиени демократи уште еднаш ја потврдија поддршката за Украина. Израелските одбранбени сили извршија офанзива врз информативната мрежа на Исламска република Иран, што предизвика привремен прекин на програмата на државната телевизија ИРИБ. Министерот за одбрана на Израел, Израел Кац, изјави дека иранскиот мегафон на пропаганда е на работ на исчезнување. По нападот, ИРИБ се врати со емитување и соопшти дека сите програми продолжуваат во живо и без прекин, и дека една од нивните згради била годена во брутален напад. Вистина е дека маслинките се меѓу најшироко користената храна во светот. Тие се премногу горчливи за директна консумација, па затоа мора да се обработат веднаш по берењето за да се намали нивната вродена горчина. Вистина е дека методите на обработка се разликуваат во зависност од видот на маслинките и од посакуваниот вкус. Вистина е дека маслинките се богати со масти, при што 80 до 85% од нивните калории доаѓаат од масноти. 3/4 од тие маснотии се во форма на олеинска киселина, која е мононезаситена масна киселина. Вистина е дека токму овој вид на масти, особено преку маслиновото масло, може да помогне во намалување на крвниот притисок. Олеинската киселина, еднаш абсорбирана и транспортирана до клетките, може да влијае на клеточните мембрани, со што се подобрува регулирањето на притисокот. Вистина е дека маслинките се богати со антиоксиданси и противвоспалителни хранливи материи. Тие содржат витамин Е, како и минерали како селен и цинк, кои играат клучна улога во заштитата на телото од оксидативен стрес. Фитонутриентот олеуропеин ја намалува оксидацијата на холестеролот и ги штити нервните клетки, а хидрокситирозолот е поврзан со превенција од рак и заштита од губење на коскеното ткиво. Вистина е дека студиите покажуваат дека консумацијата на маслинки може да го зголеми нивото на глутатион во крвта, кој е еден од најважните антиоксиданти во телото. Исто така, има податоци кои укажуваат на зголемен калциум во коските и намалена загуба на коскена маса поради присуството на корисни соединенија во маслинките. Вистина е дека традиционалната медицина одамна ги користи маслинките и нивните листови за лекување на воспалителни состојби. Екстрактите од маслинки функционираат како природни антихистаминици, блокирајќи ги X1 рецепторите и на тој начин намалуваат алергиски реакции. Нивните антиоксидативни и антиинфламаторни својства представуваат природна заштита од рак, хроничен стрес и воспаленија, кои се клучни фактори за појава на малигни заболувања. Вистина е дека ако клетките се изложени на оксидативен стрес и воспаление, се зголемува ризикот од нивна дегенерација и појава на рак. Затоа, маслинките не се само деликатес, туку и функционална храна со бројни здравствени придобивки. Градот Варезе во северна Италија се соочува со масовно иселување и недостиг на млади работници.
Како решение, локалните власти започна иницијатива со која им нудат 5700 евра на млади под 40 години што ќе се преселат, ќе се вработат и ќе се регистрираат во градот. Средствата ќе бидат распределени во рок од 3 години и ќе можат да се користат исклучиво во локални продавници и занаетчиски дуќани, со цел да се поттикне локалната економија. Овој потек е дел од напорите да се спречи одливот на млади таленти и да се врати виталноста на градот. Председателот на Трговската комора, Мауро Витиело, истакна дека мерката не само што нуди директна финансиска поддршка, туку ја поттикнува интеграцијата на новите жители во заедницата преку локално купување и живеење. Иницијативата е дел од поширока стратегија низ Европа каде општините нудат имоти за символични суми или финансиски бенефиции за да привлечат нови жители и да ги оживеат запуштените градови. Мицкоски, 2 милиарди денари за образование. Намалување на прометот на услугите во првото тримесечие. Русија го нападна Киев за време на самитот на Г7. Израелска офанзива врз иранската државна телевизија. Здравствените моки на маслинките. Варезе нуди пари за млади работници.